Глобалните температури би можеле да достигнат нови екстреми, откако климатските експерти предупредуваат на можна појава на силен Ел Ниньо оваа година. Според Американската национална океанска и атмосферска администрација, постои 62% веројатност феноменот да се развие во текот на летото. Ел Ниньо обично предизвикува пораст на глобалните температури и носи екстремни временски појави како топлотни бранови, поплави и пожари. Иако засега не е сигурно колку ќе биде силен, научниците предупредуваат дека затоплувањето на океаните може дополнително да го засили неговото влијание. Последниот Ел Ниньо веќе придонесе за рекордни горештини ширум светот, а нов можен циклус ја зголемува загриженоста за уште поекстремна клима. Mercedes-Benz најави инвестиција од $4 милиарди во својата фабрика во Алабама до 2030 година, со цел зголемување на производството и намалување на трошоците од царини. Клучен дел од вложувањето е префрлање на производството на Mercedes-Benz GLC од Германија во САД, каде што се очекува сериското производство да започне до 2029 година. Одлуката доаѓа во услови на зголемен притисок од увозни давачки, што ги тера автомобилските компании да се ориентираат кон локално производство. Со ова, Мерцедес дополнително ја зајакнува својата позиција на американскиот пазар, каде GLC е еден од најпродаваните модели.